за жал знаеме како да работи да културата се уште не може да дојде до израз, пошто за жал и генерално културата и политизирана. Да, се гуши. Се гуши. Значи, Слободниот израз не може да дојде виделина. Няма доволно начин да се експонира уметноста на младите? Едноставно мислам нема оставено доволно простор за Се е останато на маргините некако на... Општо и нема волја. Особено би настани представителни проекции, организирање допълнителни некои самостојни, нема некои допълнителни настани што Во градот, значи во генерално во... Има, ама не е тоа како порано. Така некако како во надолна линија да иде цело време. Еве сега со Скопскиот поетски фестивал малце се и Јуле што го правила Велестово. Да. Пак е оставено, може и тоа што мислише дека пак е оставено на индивидуални иницијативи, Да, како тоа издавачка куќа, точно. да речеме и ова ја што го правам со читачот е скроз индивидуална иницијатива, значи а веќе зборуваме ако влеземе во политичкото, една држава ако ќе видиш колку одредува од буџетот за што, јасно ти е кои се приоритети на државата. А јас не ги знам процентите, ама за образование е срамни и смешни проценти, за култура претпоставувам слично. И сега ако државата од една страна не може уметниците да се инспирирани да творат само ако државата вложува. Нормално уметникот твори затоа што твори и да нема најголема плюс што најголемите дела се раѓаат во тешки моменти. И баш со некого зборев се на музиција ми текнува. Зборевме, не ја пратам толку македонскава музичка сцена и пред некој време најдов на бендови, ја уште сум заглавен, Архангел, нешто Фолти, малце пратам и најдов на еден YouTube канал кај што имаше многу свирки од МКЦ ставани, видеа, не знам кој го има тој канал. Зачудив колку джез има се свири, млади дечки свират, ја мислев замрело тоа скроз. И баш зборевме, како нема бендови, веќе готово. Тоа е тоа. И всушност сваќаш дека и кога е најмрачно, а доста е очајно и мрачно у земјава сега, не можеш тој порив да го сопреш. Свират, затоа што можеби тие луѓе што свират сега кои ќе направат 30-40 години нема да свират, ама сега таа енергија не можеш да ја сопреш. И тоа ме изненади. Сега исто сврти го на поезијата на, не знам, каналов мој на настани. Да, ама зашо кога ќе имаат 40 години да не свират? Тоа е проблемот. Да. Зашто се гушат уште од старце, пресекуваат и не може да... Затоа што доаѓаат други грижи. Затоа што Не, спорам по-системски се. Системски, да, зашто не може да стои некој позади него и да... Да, зашто... Ако веќе го препознаеме дека е некој писател, не знам, сликар. Да, зашто да не се вложи во него. Еве, например, за фестивалот, сега за Скопскиот поетски, многу малце средства одобри што се побарани. А за други проекти, од кај што можат да извадат нека лична корист, зборам тие што ги одобруваат, нема проблем. И сите во Македонија, ако размислиме дали има во државава бенд или писател, ја не познавам писател што живее од пишување романи или поет. Да. Нема, сите имаат работа некаква, сите имаме. Да, паралелно. Работа што имаш за екзистенција. Книгиве на, не знам, двајца што се комерцијала, сега што ги зборуваат, изјавно малце ми се така, ќе речам комични, малце ми се... Писатели, романи што Па не би рекол да се писатели, ја не ги ставам некој таа, ама ја мислите дека редко писатели имаат свој дела, да речеме... Нека не се наврат, но мислам чисто како... За ни билда! 2 минути билда, така, кажи ги! Не знам, не ме фасцинираат никако книгите на Коса Петров. Не знам како да го пишу, тоа многу ми е некако... Не доволно врегување, не е доволно сериозно книгата, и ти книги што ги имам за влезат у топ 5,
најдобри книги во држава, да речеме, не знам, може други има друго размислување. Веројатно тоа е ради продажба, затоа што не пише романи. Да. И нормално луѓето сакаат по психологија или за успех и најверојатно Коста продава многу книги, претпоставувам. Да, И затоа влегуваш во рангирање на некако На најдобри на книги. најдобри, најпродавани. Ако би гледал некои такви книги, би читал некои со успешни ликови кои што се, да речеме, на светско ниво. Некој што мога да мисли некој Да, посебно. да. Ако би гледал во Македонија, да гледам некој од Македонија успешен, некам да се навредиме, сигурно нема да знам да го гледам читач на Коста Петров или на Драган Таневски, како ме разбирате. Кај него е директно пропорционално со угледот со фирмата и со партијата со која што се работи. Тоа Зависи, да. Тоа е исто такви ликови се друг проблем експонирани со книгите покрај овој политичкиот и тој комерцијален тој комерцијален аспект. Затоа што издавачите, јас сум разговарал со доста издавачите, кај некои издавачи мора да прават компромис и да вадат книги некои лесни бестселери, не знам, За да New можат York они да Times, преживеат. за да можат и да вадат поп психологија, бизнис успех. Може и самиот издавач како издавач не му се допаѓаат тие книги и не верува во таа литература. Ама ако ти само вадиш, што се продава. да, инаку ќе ја затвори издавачката куќа. Не може да преживее. Маркетингот, кога влагаш, другар кога сакаш да извади книга, истото и Стефан, кошта прилично многу. Сега дополнително кога ти си подкован со дали политичка партија или да речеме таа патетика што е Драган Таневски. Може да би тоа ме убаво, не мора значи дека ја се критикувам, но може да следат таму на работа. Они финансиски се уште однапред има некој бекграунд дека ако го земат тој автор, дека они имаат поддршка од тој што стои зад автор. Тоа е не сум навлегол до тие нивоа. Јас така да се дел имам дека поише го гледат позадината, например, не знам ако Денис бил Денис, меѓутоа после него стои сосема како шестичек што он професионален ангажман си го прави, него не поише нека не отидат, него што би го казал некој што навистина има што да се каже, што се прочита. И затоа таму иде тој комерцијален дел. Не дека него книгата му е толку продавана, туку ако имаш 3 книги, отиде 3, само таа ќе биде изборот. Од друга страна, добро тоа што тоа не е целата слика, затоа што има издавачи, пример или Игор или ПНВ, што да речеме се обидуваат најверојатно и по цена да помала заработка, јас претпоставувам, да го одржат квалитетот што они сметаат дека треба да го одржат. И затоа им даваат шанса на млади писатели македонски наши локални да им ги издаваат нивните романи, веројатно има некои критериум се нема се да издадат. Исто и со поезија, со ПНВ, дека многу млади поети добиваат простор. Тоа нема може да биде страшно комерцијално, ама е таму, знаеш. Не, тоа ич не е комерцијално. Комерцијално ако го поврзуваме со пари и продажба, не. Да, ама фалат повеќе такви ликови како ПНВ кај нас. Да.